Почитувани гледачи, започнуваме со уште едно издание од серијалот на емисии посветени на спортот, емисија насловена како Спортот некогаш и денес. Како што можете и сами да забележите, во претходните изданија од оваа емисија посветивме внимание на фудбалот и одбојката, а вечерашнава емисија ја посветуваме на ракометот. Во овие неколку емисии кои ќе бидат посветени, односно ќе бидат во знакот на ракометот, ќе го фатиме овој спорт од неговите почетоци до ден денес. Градот Пробиштип настанал во период по Втората светска војна. Веднаш со неговото создавање, за краток временски период, започнуваат и спортските активности во градот. Во 50-тите и 60-тите години од минатиот век, кога во Пробиштип се формирале различни спортски екипи, во тој период дел од поголемите градови во земјава не биле така активни, како пробиштипјани, кои масовно пулсирале во знакот на спортот. За краток временски период Пробиштип го добива епитетот спортски град. Постоеле различни клубови на пробиштипските спортски терени, меѓу нив и ракометот. Како што велат нашите соговорници, овој спорт, во однос на останатите, имал понезабележителни успеси, но сепак бил активен. Со цел да ги дознаеме почетоците околу ракометот во Пробиштип, поразговаравме со дел од нашите сограѓани кои биле вклучени во овој спорт од неговите почетоци. И денес се присетуваат на некогашните ракометни успеси. Секој зборува за својот период, кога бил вклучен во ракометот, за тоа какви успеси бележи овој спорт. Наидовме на сограѓани кои беа расположени да зборуваат пред микрофонот, но сретнавме и активни спортисти кои беа премногу скромни и немаа смелост да се појават пред објективот на нашата камера. Правите почетоци на ракометот во Пробиштип, како што се сеќава Љубомир Спасовски во разговорот што го направивме за оваа спортска емисија, датираат од 1959 година. Спасовски во тоа време бил голман на машката ракометна екипа. Можам да кажам дека првиот ракометен клуб во Пробиштип беше формиран во 1959 година од сега покојниот Павле Ѓоргиев, кој што беше управник на индустријското рудошко школа овде во Пробиштип. Воглавно во овој клуб се учествува или се надпреварува поголем дел од учениците кои учеа во оваа школа, а тие беа дојдени од поголем дел на Републиката, Криева Паланка, Прилеп, Битола, Кичево. Од Пробиштип во овој клуб се надпреварува или учествува јас како голман, веќе покојните Спасовски Борис Бизе и Ристовски Тошо, така наречен го вика Барда, кој беше воспитувач во интернатот, воедно играше и ја водеше екипата. Каде трениравме? Трениравме или игравме моментално на ова игралиште, каде што сега еве и ја давам и оваа изјава. Сегашното ракометно игралиште во Пробиштип, кој што сега вака изгледа, можам да кажам дека тогаш беше, да речеме, една ридина, која ридина беше ископана. Се сеќам дека во таа ископување на таа ридина или рамнење на игралиште учествував и јас како дете. И се играше на ова игралиште. Тоа игралиште тогаш беше посипано со дел од шљака. Сега не знам дали младите луѓе ќе знаат што е тоа шљака. Тоа е дел од сировина која испаѓаше од хидроцентралата на Пробиштип кај Оџакот, така да моравме таа шљака да ја ситнеме и да ја темпонираме на самото игралиште. Љубовта према ракометот беше голема затоа што секое паѓање на самото игралиште на шљаката оставаа и големи лузни и рани.
се надпреварувавме со екипи од Штип, мислам дека се викаше екипата Младост, во која можам да кажам дека во таа екипа учествуваше и наш сограѓанин како голман, Трајчев Драган, познатиот Драганче наш професор. Потоа игравме со борец од Велес, Балкан или Пролет, не можам сетам сега, од Скопје и една екипа од Куманово. Интересно е да кажам и тоа што јас во тоа време учев во Велес, во Средно хемиско училиште и доаѓав или одев онаму каде што се играат тие надпревари. Бидејќи учев во Велес, има понуда од ракомиот клуб Борец да тренирам како голман. Тренирав колку една пола година, бев резерва и не ми се тоа многу допадна затоа што сакам активно да учествувам во спортот и се одлучив да се надпреварувам во боречкиот клуб Борец од Велес, каде што за неполна година станав и државен репрезентативец во тогашна Југославија и имав надпревари повеќе со меѓународни такмичари. Еве, како се викаше екипата која што беше формирана, односно првиот ракометен клуб во Пробиштип? Спомнавте со кого сте играле, но меѓутоа како се викаше првиот ракометен клуб? Дека првиот ракометен клуб во Пробиштип го носеше името на символот на Пробиштип Рудар. Дали се сеќавате на првиот надпревар? Па првиот надпревар се сеќавам беше во Штип и јас како голман имав интересна една акција, бранејќи, како сега се сеќавам, името му го памтам, Веселинов се прозиваше, играчот, кога шутираше од 6 метра, така ми силно удри по главата, што морав да паднам. Добро, се случуваат и такви работи во спортот, али тоа сепак ми остане во долго сеќавање. Како беше интересот во тоа време да се биде дел од овој спортски клуб? Па, интересот во тоа време стварно беше многу добар, затоа што во тоа време постоеше само екипата, фудбалска екипа Рудар и овој сега формиран ракометен клуб од Пробиштип. И кога се играа на превртевите на овој терен ракометен, имаше голем број на публика, али повеќе беа, да речеме, и учениците од самото индустријско рударско училиште и граѓаните од Пробиштип. Спомнавте како пулсираше публиката овде, колку граѓаните беа на спортските терени во тоа време, каква беше еуфоријата, малку да ја доловеме атмосферата? Па, сега ако го споредиме сегашното време и тоа време пред, да речеме, 55-6 години, еуфоријата беше како секој граѓанин што сака да ги види своите миленици или своите пријатели, другари како играат, со радост, со ракоплескање, со аплози, така. Еве, дали се сеќавате на некој интересен надпревар кој што бил тогаш во тоа време овде на спортски терен во Пробиштип? Па да ви кажам дека еден од поинтересни надпревари во Пробиштип беше надпреварот со борец од Велес, интересен. Зборот интересен е за мене затоа што ние како екипа млада со ученици се надпреварувавме со екипа која што стварно борец во тоа време, па и во доскорошно време представуваше поим за ракометот, така да не тепаа со еден поголем резултат, што не сакам и да го кажам кој е. Еве, дали во тоа време се случува некои местенки околу надпреварите, кој да победи, зошто да победи? Во тие години, 59-60 година, не можам да кажам дека постоеле такви работи како што се дешаваат и сега. Не верувам, бидејќи тоа беше спорт кој што се раѓаше многу малку во повеќе градови од Републиката, така да не постоеше, поим беше тоа да се местат утакмиците.
Спомнавте вие дел од некои истакнати тренери, надпреварувачи, да споменеме уште некој. Па, реков ја во почетокот, екипата ја водеше тогашниот Тошо Ристовски, кој беше и воспитач и тренер, а во одредени моменти, ако имаше потреба, и играше. Можам да кажам дека играчи имаше, ученици имаше од Паланка, Грозде имаше, од Битола имаше, Котевски, беа така подобри, па и можам да кажам дека и самиот наш водител Тошо беше добар. Еве, во текот на моето истражување токму за оваа емисија дознав дека имате некој надимак Пеле. Зошто еве баш вие тој надимак? Добро, точно така, дека мојот назив ме вика Пеле. Тоа многу малку го знаат граѓаните во Пробиштип, но сепак постарите го знаат. Еве зашто ме викат. Јас, когато идов да учам во Велес во Среднохемиското училиште во 1960 година, во тоа време се одржуваше светското првенство во фудбал, а најактивен беше во тоа време бразилецот Пеле, а јас бев тогаш во интернатот, и во интернатот, во училницата, имаше телевизор, сакавме да го гледаме над преварот, и јас тогаш, влегов натре со трес, и од тогаш, од тоа време, почна да ме викат Пеле, и така остана во Велес. И самите професори, кога сакаат да ме испрашуваат, не ми го спомнуваа името Љубомир, не го вика, ајде Пеле, и така натака. Според кажувањето на некогашниот председател на ракометниот клуб во Пробиштип, Савчо Петков, по кус период по појавувањето на овој спорт во градот, бил регистриран и првиот ракометен клуб во Пробиштип. Еве ги сеќавањата и на Савчо Петков на почетните години на ракометот во Пробиштип. Се сеќавам по нешто, али главно јас кога дојдов како наставник во Рудовско детско училиште во Пробиштип, бев како воспитач, но предавах хонорарно и физичко и предвојничка обука. Таа во учебната 61-62 го формиравме, го регистриравме ракометниот клуб во рамките на Македонската ракометна лига. Седишто беше на ракометниот за ракомет беше во Штип, и тогаш за прв пат ги регистрираме играчите, некаде околу 20 играчи имаше со спортски легитимации, со тие сите документи што треба за идентификација на. Да, значи во тој период бил регистриран ракометниот клуб, но меѓутоа не значи дека пред тоа немало ракомет. Да, и пред тоа имаше ракомет, но тој не беше регистриран, не учествуваше во надпревари. Значи од таа година веќе официјално било формет клубот. Да, понатаму како функционирал? Па ние учествувавме во тогашната ракометна Македонска лига, учествуваме заедно со Бергалница, ракометен клуб Бергалница Штип, Тиквеш од Кавадарци, Вардар од Неготино, Овчи поле Свети Николе, Партизан се викаше од Кочани. Еве да споменеме дел од играчите во тоа време кои што биле актуелни. Воглавно ракометари, учесници во ракометари беа воглавно ученици од Институтската школа, а имаше и ученици што се родени во Пробиштип, а се школуваа во другите средни училишта во Републиката. Така, од тогашните надпреварувачи што беа ракометари, ќе ги спомнам Спасовски Борис Бизе, кој беше ученик во гимназија во Скопје, Стојковиќ Живко Буцко во текстилно училиште во Штип,
од тука беа Станковски, Лјупчо, Шимпо, така наречен, еден меѓу најдобрите ракометари, заедно со Бизе, Спасовски Љубомир, имаше еден ученик од Велес, Љубе се викаше, беше ученик во индустријска школа, како и еден ученик од Струмица, Борис се викаше, со тоа време. Надпреварите воглавно ги игравме во предручек, бидејќи од учесниците од ракометарите беа дел и игра како фудбалери во фудбалскиот клуб Рудер во Пробиштип. Еве, во тоа време каде се играа надпреварите и како изгледаше игралиштето во тоа време? Игралиштето беше земјена подлога, а 61-62 година тоа го посипавме со шлак. Сите три игралишта, тогаш направивме три игралишта ракометно, одбојкарско и кошаркарско игралиште. Еве, кога немаше трибини во тоа време, немаше подлога одоздоле игралиштето, каде публиката беше? Публиката беше нагоре према училиштето. Да. Од горната страна. Предпоставам дека имало многу такви љубители на спортот кои што се биле на спортска терен. Имаше доста, воглавно ученици и млади, па и возрастни. Така беа направени термините за одигрување на надпревари, предручек да се одиграт, ако играме например со Брегалница ако игра поручек фудбал, ние предручек играме ракомет тука. И така да имаше публика доста. Во тоа време, истражувајќи за оваа емисија, дознав дека имало и линденски спортски игри. Еве, за какви игри се работи? Дали ќе се сетите? Се сеќавам, добро се сеќавам, бев и учесник во тие игри. Во тие игри учествувавме ние од Пробиштип, екипата од Пробиштип, екипа од Свети Николе, Овче поле и од Крива Паланка. Па постигнуваме во тие илинденски игри, се надпреварувавме во ракомет, одбојка, пинг-понг, голем фудбал, стрелаштво, имаше и атлетски трки на долги патеки. Еден од тие учесници беше и тренер Станко. И секој пат беше као победник. Како, еве, ракометниот клуб од Пробиштип котираше во тоа време на овие игри? Па тука некаде бевме сите, тогаш ракомет беше во почетна фаза на развиток. Немаше нешто специјално добри подготовки или добри ракометари, но онака повише како за разумно, како за. Еве, дали ќе се сетиш на некој интересен момент што се случил во тоа време на тие игри и така останал во сеќавање? Или еве малку да доловиме атмосферата од тие надпревари во тоа време? Па како да ви кажам сега, воглавно се прогласува победниците, прво, второ и трето место, бидејќи беа три екипи. Имаше секој домаќинот на илинденските игри, скоро секој пат беше као победник, бидејќи и судиите и беа во главно од учесници од градовите. Не баш од страна некој или представник на повисока институција. Дали имаше местенки во тоа време од страна на судиите кои што судеа? Секако дека имаше. Секако. За се сеќавам убаво во Свети Николе го освоивме ние првото место, но они некои резултати ги
преиначи е за во своја корис и ги добија првото место. Како изгледаат дресовите? Дали ќе се сетите? Дали сите беа во исто облечени за време на преварите? Дресовите беа во разни бои. Кој како се сноваѓаше дресови, немаше униформирани во иста боја, дали само фудбалерите имаат своји дресови на клубот. Еве ќе ве навратам пак повторно на спортскиот терен. Рековте дека пред да се направи игралиштето, се играле на преварите на трева, така? Не беше трева, но тоа беше малку подрамнето. Претходната година беше малку подрамнето, али рамнењето беше рачно од страна на учениците од индустријска школа. Тие го рамнеја и заедно со нас ние организиравме, а 61 година го посипавме со шлака. Значи спомнав се дека напреми игралиштето било со шлака, веднаш потоа и било направено со асфалт. Дали се сеќавате која година е направено игралиштето? Не се сеќавам на кога е асфалтирано. Знам дека наскоро беше тоа, но и после трибините Маврово ги правеше трибините, ми се чини. И асфалтот е ставен тогаш ќе ракометот во Пробиштип се прилично се развиваше и имаше добри ракометари. Еве како доаѓа се до финансиски средства во тоа време? Или се играше хонорарно навеќе? Па не обично за спонзор беше Рудигот за тие натпревари. Од нив добивавме еден ручек, како после натпреварите и неку за тренирање, за вежбање, немавме некои посебни услови. Еве, дали се сеќавате на некоја приближна бројка? Што мислите, колку во тоа време имало навивачи на теренот? Па навивачи имаше прилично, можда околу, да не претерам, нали, може околу 1000, преку 1000 се собира. Еве, како навиваа во тоа време? Секој дека за својата екипа навиваше, да. Дали имаше некои пароли или на кој начин се одвиваше еве она бодрењето за својата екипа? Па со напред Рудер, напред дајде давај побрзо и така натаму. Да, како ги прославувавте победите во тоа време? Кога победите, еве, Пробиштипскиот ракометен клуб победува и како слави? Па после надпроверот, обично се пресоблекувавме и идевме на заеднички ручек. И наедноставно ја славите победата? На тој начин ја прославувавме победата. Еве, колку често победувавте? Па, некаде скоро 40%. Овде, кога игравме тука, од овие другите екипи беа прилично јаки екипи беа. Тиквеш, Вардар Неготино, Струмица исто така беа јака екипи беше. И така, да. Еве, дали во тоа време имаше некоја ракометна лига? Ракометна лига беше македонска ракометна лига. Во рамките на македонска ракометна лига се надпреварувавме ние. Дали котиравте добро на табелата на високото место или бевте? Некаде околу средината. Околу средината. Средината секогаш е најдобар. Да. Еве, на кој начин доаѓа се до спортска опрема? Спортска опрема воглавно беше од индустријското училиште. Тие дресови што ги имавме и ги користиме реквизити, топка, мрежи, такви работи, тоа, стативите тука, се беше тоа на собственост на училиште. Еве, на кој начин ги најавувавте надпреварите дека е едноставно во недела, во толку часот ќе играте на спортски терен во Пробиштип? И одштампано плакате и ги истакнеме
кога се игра натпревар и во колку часот, со која екипа и по градот ги лепевме. Еве како изгледаа плакатите, како ги правевте? Со што? Плакатите ги правевме на рачно, на хартија. Да, пишувате. Пишува рачно на хартија и со поголем формат и залепеме некаде на видно место да може да видат. Покрај машката ракометна екипа, во 1959 година, како што истакна во разговорот Лоза Иванова, некогашна ракометарка во Пробиштип, која подоцна играла и за екипата на Струмица, во Пробиштип постоела и женска ракометна екипа, која на самите почетоци